Официјални лица во Вухан, Кина, првпат пријавија кластери за чудно ново заболување во декември 2019 година. Од тогаш истражувачите интензивно го проучуваат новиот коронавирус, но многу прашања остануваат неодговорени. Како COVID-19 влијае врз телото? COVID-19 првично се чинеше дека е респираторна болест слична на грип, но во тешки случаи лекарите забележале симптоми кои ги вклучуваат мозокот, срцето, бубрезите и дигестивниот тракт. Некои пациенти развиваат згручување на крвта, што може да предизвика мозочни удари и срцев удар. We're seeing high propensities of stroke. We're seeing clots in dialysis things. We're seeing clots everywhere. High rates of clots in the veins in the legs. We're still learning so much about COVID. We don't absolutely understand everything. Некои пациенти исто така развиваат енцефалитис, воспаление на мозокот. Не е познато дали ефектите врз циркулацијата предизвикуваат некои други симптоми или дали вирусот директно напаѓа различни органи. Зошто COVID-19 влијае различно врз децата? Во принцип, децата се помалку погодени од COVID-19 од возрастните. So it does seem, from what we know now, that children are less capable of spreading it, even if they get the infection, and certainly are at very low risk of getting ill from the disease. Но имало сериозни случаи кај децата кои одговараат на карактеристичната шема. Лекарите го означиле како педиатриски мултисистемски воспалителен синдром, потенцијално поврзан со COVID-19. They're presenting with this, what we call an inflammatory syndrome that's associated with high fevers, a rash, oftentimes some abdominal discomfort, some vomiting, things like that, and ill appearance. And the reason they're coming to the ICU is they're also in shock. Синдромот е многу редок, а неговата врска со COVID-19 не е добро разбрана. Една теорија сугерира дека некои деца имаат прекумерен имунолошки одговор на коронавирусот. Како се шири коронавирусот? Се уште не е познато дали инфекциите се јавуваат главно од капки од кивање и кашлање или од ситни честички од дишењето и изборувањето. Нови докази упатуваат на кластери на инфекции наречени настани на суперширење. Една студија покажа дека само 20% од пациентите се одговорни за 80% од новите инфекции. Но не е познато дали некои пациенти се повеќе заразни или дали се виновни некои одредени работни места или социјални поставки. Дали обновените пациенти страдаат со долгорочни ефекти? Бидејќи COVID-19 е нов, нема информации за долгорочни исходи. Некои пациенти имаат замор и останување без див неколку недели по првичното закрепнување. As a result of this COVID-19 pandemic, we will have a large group of survivors that have an array of complications that range from the respiratory system, so the lungs, to psychological issues related to recovering from an acute illness. The exact percentage of COVID-19 survivors that develop these complications and the long-term prognosis remains unclear. Да се биде на вентилатор е дополнителен фактор на ризик. Оние кои се опоравуваат може да претрпат оштетување на белите дробови и бубрезите. Дали луѓето можат да станат имуни на COVID-19? Имунолошките системи на пациентите произведуваат антитела кои се борат со коронавирусот, но никој не знае колку долго траат или колку добро штитат од повторна инфекција. Прерано е да се каже дали е безбедно за обновените пациенти да ги игнорираат мерките за социјално оддалечување. It is almost certainly going to be the case that you're not immune for life. So an immunity passport today, based on an antibody test, does not guarantee that in 3, 4, 5 years' time you're still immune. Должината на имунитетот ќе утврди колку долго вакцината обезбедува заштита. Како и многу други аспекти на COVID-19, потребно е повеќе време и истражување за да се најдат дефинитивни одговори.